Christus te amire Ликвидирањето на Самуиловата држава во 1018 година не било проследено со истовремено укинување на нејзината црковна институција. Охридската патријаршија продолжила да функционира формално во понизок ранг, како автокефална архиепископија, неподчинета на ниту една патријаршија. Незините архиереи лично ги поставувал византискиот цар. Особено драгоцени податоци за статусот, распространетоста и придобивките со кои се здобила или биле потврдени на Охридската архиепископија на почетокот од византиското владење добиваме од трите сигилии, издадени од византискиот цар Василий II. Според првата сигилија од 1019 година, во својата диецеза Охридската архиепископија имала 17 епархии, кои биле дел од Охридската патријаршија во време на Самуиловата држава. Втората и третата сигилија, што датираат од околу 1020 година, забележуваат дека диецезата на Охридската архиепископија се проширува. Бројот на епархиите, кои влегувале во состав на архиепископијата, достигнал вкупно 32. Меѓу позначајните македонски епископии треба да се споменат Охридската, Костурската, Петерската, Скопската, Веријската, Сервиската, Мегленската, Пелагониската, Морадвишката, Струмичката и други. Со издавањето на сигилиите, главно се одредувал бројот на клириците и париците, со кои требало да располага секоја епископија одделно. Конкретно, Охридската епископија, која била раководена лично од архиепископот во Охрид, Преспа, Мокра и Кичево, располагала со 40 клирици и 30 парици. Во рамките на диецезата на Охридската архиепископија, освен македонски, биле опфатени и пространи бугарски, српски и албански територии. Невисоки органи на Охридската архиепископија биле архиепископот и синодот, кои го сочинувале сите епископи. Своите заседанија синодот ги одржувал најчесто еднаш годишно во Охрид, а понекогаш и во Преспа. Со заседанијата председавал архиепископот, а на нив, меѓу другото, се одлучувало за избор на нови или разрешување на недисциплинирани епископи. Епископите ги управувале своите епархии со посредство на своите подчинети свештеници, кои стоиле на чело на протојерејства или на енории. За прв заменик на епископот се сметал протојерејот. Представниците на црковната власт имали и судски компетенции. Првиот охридски архиепископ на почетокот од византиското владење, споменат во првата сигилија на царот Василий II, се викал Јован. Иако во сигилијата не се открива, треба да се претпостави дека се работи за истата личност која во изворите се јавува како последен архиереј од времето на Самуиловата држава. Бог
По замонашувањето, Јован станал игумен на манастирот Света Богородица во близина на Дебар, од каде потоа веројатно бил поставен за охридски патриарх. Како последен црковен поглавар од македонско-словенско потекло, роден е во село Агнодика, Дебарско, Јован останал долго на црковната поглаварска позиција. Царот Василий II, со задржување на архиереот Јован и издавањето на трите сигилии, му било особено важно да обезбеди континуитет во функционирањето на црковната организација во лицето на Охридската архиепископија. Неговата цел била јасна: побрзо и полесно интегрирање на поранешната територија од Самуиловото царство во рамките на проширената Византија. По смртта на Јован во 1037 година, византискиот цар Михајло IV од 1034 до 41 година го поставил Лав од 1037 до 56 година за нов архиепископ. Тој потекнува од Пафлагонија, Мала Азија. Со својата активност се истакнал во Великата црква, Света Софија, Константинопол. Лав бил особено ангажиран околу разгорениот црковен судир меѓу Источната Вселенска патријаршија и Западната римокатоличка црква. Конфликтот кулминирал со конечен расцеп на христијанската црква во 1054 година. Овој истакнат црковен поглавар, писател и полемичар, во Охрид ја подигнал долната црква посветена на пресветата Божја мудрост Света Софија и станал ктитор на сликарската декорација во црквата. Во најдоминантното културно и духовно јадро на Охрид е втемелен најстариот средновековен христијански храм, Катедралната црква Света Софија. Не е случајно што оваа црква било избраното место за црковните народни собори. Првиот за возобновување на Охридската архиепископија во лицето на МПЦ, а подоцна и за прогласување на незината автокефалност. Сместена во тесното градско подрачје, Света Софија е подигната во втората четвртина на 11 век. Незината изградба се поврзува уште и со владењето на цар Самуил и преселувањето на црковниот поглавар од Преспа во Охрид. Црквата е изградена во форма на трибродна базилика со трансепт, купола и галерии на бочните ѕидови и припрата изградена во 11 век. Црквата истовремено представува и ретка галерија на средновековното сликарство. И покрај поврзаноста со уметноста на византиското свештенство, фреско сликарството на црквата Света Софија неодминливо било создавано и во новото словенско опкружување во Охрид и Македонија. Незините фрески едновремено содржат многу специфични и универзални иконографски карактеристики. Со посериозни конзерваторско-реставраторски зафати, откриено е дека најстарите фрески датираат од 11 век. Меѓу ремек делата на византиската уметност се вбројуваат фреско представите на бројни византиски патријарси, архиепископи и епископи, како и оние на 6 римски папи. Треба да се издвои најстариот познат портрет на големиот словенски просветител Свети Кирил Солунски, на брат му Свети Методи и на нивниот најпознат ученик Свети Климент Охридски.
Во долните делови на олтарниот простор вкупно се распоредени околу 60 насликани фигури на високи црковни великодостојници. Во средишниот појас на олтарниот простор насликани се фреско представи со евкаристична и литургиска содржина. На една од композициите на северниот зид од олтарниот простор представена е Света Софија, Божја премудрост. Главната композиција во апсидата е Причестување на апостолите. Во школката на апсидата е представена Света Богородица на престол со малиот Христос. Ѓаконикот е резервиран за представи од житието на Свети Јован Крстител. Во наосот, покрај оштетувањата се распознава успение на Пресвета Богородица, што е вброена меѓу најстарите такви представи во византиската уметност. Од 11 век потребно е да се спомене представата на Света Богородица со детето Христос. Во 1313-14 година било завршено градењето на така наречената Григориева припрата, галерија, доградба на катедралната црква Света Софија. Името го добила според актуелниот архиепископ Григорий, кој бил нејзин ктитор. Фасадата е декоративна и ритмичка, зидена од тули и дебели спојници од малпер. Катот на незиниот нартекс и параклисот на Јован Оливер добиле сликарска декорација во средината на 14 век. Во првиот појас пак на Григориевата галерија се препознаваат представите на канонот на старозаветниот Јосиф, канонот на разлучувањето на душата од телото, страшниот суд, како и 20 фреско сликарски остварувања на познати маченици и исцелители, меѓу кои ликот на Свети Наум Охридски. Сите фрески на галеријата се дело на представници на локалните охридски работилници, веројатно ученици на зографот Јован Теоријан. Во втората половина на 14 век, во рамките на Григориевата галерија, функционирала двојазичната, грчко-словенската скрипторија и канцеларија, користени од архиепископите и управителите на градот. Скоро сите охридски поглавари, за време на своето служење во црквата Света Софија, оставиле видливи белези како на незината функција, така и на незината физиономија. По смртта на Лав, веројатно во 1056-57 година, архиепископското место во Охрид го завземал Теодул. Од неговата скудна биографија познато е дека потекнувал од градот Тетропол во Мала Азија, дека имал завршено единствено теолошко образование, но се одликувал со голема мудрост. На оваа висока позиција во Охрид бил поставен од византиската царица Теодора. Теодул, со помош на Јован Анџо, ја подигнал така наречената Горна Велика црква, која се наоѓала во горниот дел на градот. Според едно мислење, се работи за црквата Света Богородица во Маалото Челница, а според други, Теодул ја подигнал горната црква на местото на денешната Света Богородица при Влепта.
Постои трето гледиште кое смета дека големата црква треба да се бара на местото на Охридската црква Големи Свети Врачи. Јован Лампин, монах во еден од малоазиските манастири на планината Олимп, на архиепископската позиција бил поставен во 1064-65 година од византискиот цар Константин Дука. Карактеристичен е фактот дека Јован Лампин успеал да го оневозможи прогласувањето на узурпаторот Никифор Василаки за цар. Анонимниот продолжувач на византискиот хроничар Јован Скилица во своите хроники ја забележува промената на охридскиот архиепископ Јован Аин. Пред да дојде во Охрид, бил игумен на Арицијскиот манастир, за кој што не постои можност да се лоцира. Се чини дека Јован Аин релативно кусо време се задржува на архиепископската позиција. Во поголем дел од владењето на византискиот цар Алексиј I Комнин од 1081 до 1118 година, Теофилакт од грчкиот остров Евбеа се наоѓал на важната архиепископска позиција во Охрид. Постојат различни предпоставки кои почетокот на неговото присуство во Охрид го сместуваат во 80-тите години до почетокот на 90-тите години на 11-тиот век. Без сомнение, тој представува еден од најстакнатите византијски интелектуалци во тоа време. Како млад ѓакон во Света Софија во Константинопол, бил назначен за мајстор на говорниците. Неговата активност и репутација му овозможиле на царот Алексиј I да го ангажира за учител. По неговото ненајдено испраќање за архиепископ во Охрид, во почетокот на неговиот подлог престој, се чувствувал мощно непријатно, како што вели во своите писма, живее во провинцијскиот амбиент. Значаен дел од неговото творештво се дела со хагиографска содржина. Од преписките што ги водел, познато е дека вложувал голем труд во одбраната и проширувањето на правата и привилегиите со кои располагала Охридската архиепископија. Во времето на предметниот архиепископ, бројот на епархиите на Охридската архиепископија изнесувал нешто преку 20, што значи дека приближно за едно столетие нивниот број бил намален за 1/3. Следниот архиепископ се викал Лав Мунк и тој бил поставен околу 1108 година од царот Алексиј I. Всушност се работело за покрстен евреин и пред да дојде во Охрид, тој работел како мисионер меѓу јазичниците. Како веројатен наследник на Лав се појавува Михаил, уште наречен и Максим. За него единствено е познато дека пред доаѓањето во Охрид службувал во патриаршиската канцеларија во Константинопол. Јован Комнин, син на севастократорот Исак Комнин и роднина на византискиот цар Алексиј Комнин, бил управител на Драчката тема. Во 1143 година Јован веќе е поставен на позицијата Охридски архиепископ. Автор е на 2 мемуарски дела. Впечатлива е неговата активна улога во борбата на официјалната црква против разните еретички движења и учења. Во периодот до 1160 година за Охридски архиепископ бил назначен Константин I, кој учествувал на Цариградскиот црковен собор во 1170 година. Во 1183 година се споменува некој анонимен охридски архиепископ, а некое време после таа година на Охридскиот престол доаѓа Јован Каматир, кој мошне долго се задржал на високата црковна позиција во Охрид до 1215 година. Димитри Коматијан е името на следниот охридски архиепископ. Потекнувал од Ликија, а пред да биде поставен на оваа висока позиција, тој бил хартофилакс во времето од 1200 до 1217 година. Коматијан бил поставен на високата црковна позиција од страна на епирскиот деспот Теодор I Ангел, кој што владел од 1214 до 1230 година. Коматијан е еден од најспособните архиепископи
оставил богата збирка на писма и документи од Сидоникалниот суд на архиепископијата, кои представуваат драгоцени извори за македонската и балканската историографија. Автор е на краткото Климентово житие Хоматија. Тој особено се грижи да ги заштити и унапреди правата и привилегиите на архиепископијата, поврзувајќи ги незините црковни традиции со архиепископијата Јустинијана Прима. Во 1219 година се спротиставил на осамостојувањето на српската црква, сметајќи го тој чин спротивен на воспоставените канонски норми. Со право се смета дека во негово време архиепископијата била целосно независна и автокефална институција, која во рамките на епирската држава имала улога на црква од прв ред. По архиепископите Јоаники и Сергиј, за време на никејскиот император Теодор II Ласкарис, кон средината на 13 век, архиепископскиот престол во Охрид го зазема Константин Кавасила. Познато е дека пред доаѓањето во Охрид, Кавасила бил струмички епископ и митрополит во Драч. Од него почнува почитувањето и прославувањето на светителскиот култ на Свети Наум во Охрид. По неговата смрт е набрзо канонизиран за светител. Во 70-тите години на 13 век служи архиепископот Јаков. Останал кратко време во Охрид, пошто заминал за Света Гора. Се претпоставува дека бил приврзаник на унијатската црковна политика од времето на византискиот император Михаил VIII Палеолог. По архиепископот Адријан, од страна на византискиот император Андроник II, од 1282 до 1321 година, за охридски архиепископ бил поставен Генадиј. Иако кратко време во Охрид, својот престој го доживувал како заточеништво во туѓина. Тој бил дури и кандидат за цариградски патриарх. По српските освојувања од 80-тите години на 13 век, во текот на втората декада од следното столетие, таа ги загубила Скопската, Дебарската и Мородвишката. По отпаѓањето на Кечевската енорија од рамките на Охридската епархија, таа била ограничена на базените на Охридското и Преспанското езеро и дел од долината на реката Дрим. Така Охридската архиепископија била сведена на вкупно 11 епархии. Династијата на палеолозите, почнувајќи од својот втемелувач Михаил VIII Палеолог, била особено благонаклоно расположена кон Охридската архиепископија. Византиските цареви за остварување на одредени политички акции, во кои била неопходна црковна кооперативност и поддршка, многу полесно ја добивале од Охридските архиепископи отколку од цариградските патриарси, кои често биле вовлекувани во антидинастички интриги. Всушност, палеолозите се труделе од Охридската архиепископија да направат столб на владењето на својата династија во Македонија, па така зависноста на Охридските архиепископи од византиските цареви била речиси безусловна. Ова го потврдува и случајот од 1299 година, кога Охридскиот архиепископ Макарий, поставен од византискиот цар Андроник II, на реката Вардар ги венчал српскиот крал Милутин и малолетната византиска принцеза Симонида. Цариградскиот патриарх објавил дека тој брак е неканонски и одбил да го благослови. Но за актуелниот византиски цар, династичкото поврзување помеѓу Византија и Србија било многу поважно отколку почитувањето на црковните канони. Охридскиот архиепископ Григорий I се споменува во времето кога во Византија била во тек граѓанската војна од 1321 до 1328 година. Наспроти барањето на претендентот за византискиот престол, Андроник Младиот, цариградскиот патриарх да биде главен посредник во преговорите за случување примирие, актуелниот византиски цар Андроник II таа мисија му ја доверил на Охридскиот архиепископ. Тоа е уште еден доказ за големата доверба која византиските цареви ја имале во охридските архиепископи.
Григорий пишувал поетски творби посветени на Климент Охридски и придонел да се заокружи Климентовата грчка богослужба, која била преведена на словенски јазик уште во 14. век. Потврда за тоа, дека византиските цареви се грижеле на Охридскиот архиепископски стол да назначуваат образовани и способни архиереи, било и поставувањето на Антим Метохит. Тој е спомнат како учесник на Цариградскиот црковен собор во 1347 година. Воедно и последниот архиепископ во времето на Охрид под византиска власт. Со завладувањето на српската власт се променуваат и црковните прилики. Охридската архиепископија станува втора автокефална црква во проширената српска држава, по Пеќската патриаршија. Незината автокефалност не била доведена во прашање, но се забележуваат персонални промени во црковната хиерархија, почнувајќи од архиепископската функција. Оваа промена на архиепископите била поврзана со доаѓањето на цар Душан во Охрид. На архиепископската позиција требало да се назначи човек кој би ги следал неговите политички аспирации. Така на местото на Антим Метохит, актуелен архиепископ станува Никола, кој му бил сосема наклонет на српскиот владетел Душан. Фигурата на архиепископот Никола е дел од една ктиторска фреска композиција на која се препознаваат представите на ктиторот, деспотот Јован Оливер, деспотицата Ана Марија и нивните два сина. Токму Јован Оливер бил еден од најмоќните и најугледните Душанови благородници. Архиепископот Никола одиграл активна улога во настаните околу подигање на статусот на српската држава и црква. На познатиот државен собор, одржан во Скопје на 16 април 1346 година, кога Душан бил крунисан со царска круна, примил благослов и од актуелниот охридски архиепископ Никола. За возврат на поддршката што ја добивал од Охридската архиепископија, Душан во својот законник вградил одредби со кои ги гарантирал црковните права. Со законникот се ограничува делувањето на католичката црква. Се заштитуваат духовниците кои се поставени од епископите по градовите и селата, се гарантира судски имунитет и се штити сопственоста на имотите заедно со зависните луѓе. На повеќето од црквите и манастирите кои влегувале во диецезата на Охридската архиепископија, Душан им издал повелби со кои им ги потврдува старите и им подарува нови имоти и привилегии. Меѓу црквите за кои српскиот владетел издал повелба била и Охридската црква Света Богородица Перивлепта. Од последното споменување на архиепископот Никола и првото споменување на следниот охридски архиепископ Григорий II, постои околу 20 годишен временски вакуум во изворите. Затоа не е познато кога Никола заминал од функцијата, а кога Григорий II дошол, или дали во меѓувреме може би имало некој друг, за сега непознат охридски архиепископ. Световната власт во Охрид најпрво била во рацете на последниот српски цар Урош 1355-1371 година. Потоа на прилепските кралеви Волкашин и Марко и најпосле припаѓа на охридскиот жупан Андреа Гропа. Кон крајот на 10-годишниот период на владење, кога царот Урош располага со суверенитетот над архиепископскиот град Охрид, за прв пат се споменува и охридскиот архиепископ Григорий II. Охридската архиепископија тогаш сосема се ослободила од соперништвото на српската патриаршија и станала единствен црковен авторитет. Различно од архиепископот Никола, кој целосно го поддржал издигнувањето на статусот на српската држава и црква, Григорий II ги обновил прекинатите односи со Цариградската патриаршија. За обновените односи меѓу двете цркви зборува писмото упатено од Цариградскиот патриарх Филотеј до Охридскиот архиепископ Григорий II во 1367 година. Во него
Патриархот го повикува архиепископот заедно со своите архиереи веднаш да тргне на престојниот собор во Цариград. Патриаршијата ја очекувала поддршката од Охридскиот црковен центар во спротивставување на унијатската политика на византискиот цар. Значајна и забележителна била улогата на Григорий II во црковните работи на серската држава. Постои само еден податок кој зборува за неговиот престој во Сер. Од тој единствен податок, кој е содржан во грамотата издадена од Углеша во 1369 година, се дознава дека на заседанието на Деспотовскиот синод првото место меѓу црковните великодостојници го заземал архиепископот Григорий II. Кога се зборува за Охридскиот архиепископ Григорий II, со целосно оправдување може да се претпостави дека тој учествувал во измирувањето меѓу Углеша и Цариградската патриаршија. Залагајќи се за помирување меѓу деспотот Јован Углеша и Цариградската патриаршија, тој пробивал пат за сојуз со Византија, која пак треба да ги сопре османлиските продори кои се приближувале кон Македонија. По Маричката битка 1371 година и загинувањето на Волкашин, врховната власт во Охрид на некое време ја превзел кралот Марко. На еден ктиторски надпис од црквата Малсвети Климент се дознава дека во 1378 година единствен господар на градот веќе бил жупанот Андреа Гропа, а архиепископското место се уште го држал Григорий II. До кога останал на таа позиција, останува непознато. Охридскиот архиепископ Јован бил последниот засега познат охридски поглавар од 14 век. Тој се споменува во времето кога власта во градот веќе имал превземено моќниот благородник Карло Топија. Јован е последниот охридски архиепископ пред паѓањето на Охрид под османлиска власт. Со векови седиште на охридските архиепископи, Охрид е најважното духовно жариште што ќе ги издржи сите промени и потреси кои непрестано ќе се случуваат низ историјата се до денес.